Препознавајќи ги предизвиците на нашето време, поттикнати од екстремните временски услови под влијание на климатските промени, аерозагадувањето и урбаната миграција, организирањето на едукативни програми, како кампот за одржливост и вклучувањето на младите е клучно во процесот на креирање на иновативни решенија за изградба на правично и одржливо општество за сите. Сите имаме право на достоен живот, па така првата цел за одржлив развој е крај на сиромаштијата. Преку безбедна храна, односно одржливо земјоделско производство, ќе сведеме гладта на нула. Како например, со правилно искористување на вишокот храна од рестораните, можеме да нахраниме многу гладни семејства. Се залагаме за повеќе достапни здравствени и социјални сервиси кои ќе бидат застапени во заедници и ќе продолжува животниот век. Квалитетна едукација е ефективен начин за развој на поединецот и потоа за развој на општеството. Унапредувањето и заштитата на правата на девојчињата и жените е задача на секој од нас за да изградиме одржливо општество во кое мажите и жените ќе бидат еднакви. Не смееме да дозволиме да во 21 век немаме достапност до пристојни санитарни услови и чиста вода за пиење за сите. Сите заеднички се придвижиме кон одржлива енергија од обновливи извори. Со тоа ќе сачуваме патот за земја, а ќе возможиме чиста и ретко достапна енергија за сите. Ние како жители на оваа планета имаме обврска грешките од минатото да ги претвориме во действија со кои што ќе подобриме иднината на оваа планета. Тоа си го должиме самите на себе си, го должиме на идните генерации, а најмногу го должиме на планетата Земја. Ние живееме во една епоха во која главна и водечка улога има технологијата, а пред се интернетот. Тие представуваат една олеснителна алатка во нашиот живот, меѓутоа 4 милиарди луѓе се уште немаат пристап до неа. Па поради тоа апелирам да аплицирате за следните кампови за одржлив развој. За остварување на 9-та цел од целите за одржлив развој, која што гласи индустрија, иновација и инфраструктура. Обединетите нации се стремат кон намалување на нееднаквостите во поглед на правата и можностите на секој индивидуум. Депониите треба да се трансформираат од неорганизираниот простор кој зафаќа површина од природата, структура каде отпадот се селектира, складира и рециклира. Со поддршка и купување на домашните производи кои се органски и еколошки здрави, го поттикнуваме одржливото производство и ја зачуваме животната средина. Заеднички да се останеме во борбата против климатските промени. Загадувањето на водите опфаќа директен или индиректен внес на загадувачи во реките, езерата, подземните води, како и во морињата и океаните. Одржливо општество значи општество кое се грижи за сите ние еден за друг и заеднички за нашата природа, да ги спасиме шумите и да го зачуваме биодиверзитетот. Со пристапот до правда луѓето активно се вклучуваат во општеството. Мир во светот означува среќа и меѓусебно разбирање, да го возможиме тоа сите заедно. Партнерство помеѓу неразвиените и развиените
богатите и сиромашните и без разлика на нивните разлики, сите тие ги обединуваат едни исти цели, а тоа се целите за одржлив развој. Целите за одржлив развој ни овозможуваат како млади луѓе да делуваме локално, а влијаеме глобално. Во целите за одржлив развој, кои се на број 17, се опфаќа буквално секоја сфера на општеството. Една од целите на кампот за одржливост во склоп на училиштето за одржлив развој се да ги информираме и мотивираме средношколците во однос на целите за одржлив развој. Ајде ние како млади да му помогнеме на Скопје да се развие во духот на одржливоста, нашиот убав град да зачекори кон модерните трендови и израсне во чиста урбана и европска метропола.